Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што знаете, секоја недела ова е редовниот термин кога ги отвораме темите кои што се поврзани со земјоделството како во регионот, во државава и надвор од неа. Ова наше денешно неделно дружење го започнуваме со анализата која што ја направи колегата Ване Трајков, а се однесува на тоа колку немајнето попис во државата повеќе од деценија штети и представува проблем и за земјоделците. Предлагам да погледнеме што колегата Трајков успеа да истражи на оваа тема. Се повеќе необработени земјоделски површини во Струмишкиот регион, а се помалку млади земјоделци по нивите. Ваква е сликата во овој дел од државата последниве години со која се согласуваат речиси сите фармери. Тврдат дека нема кој да ги наследи со примарното земјоделско производство. Борис Зекиров од Струмишко Ново село има околу 2 хектари овоштарници. Според него, само 20% од новоселскиот регион се обработува. Другите ниви стојат запуштени. Гледате дека добар дел од земјиште стои необработено. Необработено дури она што беше најплодно. Еватарите на Мокрино, Мокриево, овде во овој дел на котлината, значи земјиште кое никогаш не беше необработено. Сега стои. Што ќе кажам јас? Мој заклучок е дека се прави една селекција. Она што лежи како земјиште, меѓутоа она што го обработува ќе го обработува. Жалното што меѓу оние што ќе обработуваат земјиште многу малку се млади луѓе. Иначе доаѓа до селекција. Луѓе кои што овде се дефинирани како земјоделци живеат од тоа. Јас мислам дека доаѓа дури до мало покачување на цените на земјоделските производи, затоа што повеќе овде ќе нема кој да работи. Точни податоци колку Струмичкото поле се обработува немаат ниту земјоделските здруженија. Тврдат дека одредена слика добиваат врз основа на исплатените субвенции по површина. Но според нив сликата е нереална. Оти со години не е направен попис кој меѓу другото треба да даде одговор колку површини се обработуваат и колкав е сточниот фонд во земјава. Не е легитимно што релевантните податоци се земаат баш на база на податоци од внесените бројки во сферата на субвенционираните. Мислам дека тоа барем спрема мене е нереално и мислам дека имаме лажна политика во секторот земјоделие, бидејќи сето она што се субвенционира не значи дека се и произведува. Исто и во растителното, исто и во животинското производство. Така пак ќе потенцирам дека неминовно е вршење на попис за да се дојде до едни релевантни податоци кои што ќе влијаат како и на кој начин да се стимулира земјоделското производство во нашата држава. Државата не може да гради соодветна аграрна стратегија ако нема официјални статистички бројки, смета универзитетската фела. Професорот од земјоделскиот факултет при Штирскиот универзитет Душан Спасов тврди дека статистичките показатели имаат влијание за тие политики, иако не се пресудни. Според него, не се знае која е старосната структура на земјоделците. Многу е битна на аграрна политика да се спроведе и да се знае и стартната структура на населението. Тоа што, за жал, јас морам да констатирам, тоа е може би неофицијално, може би официјално или било како, дека кај нас младите луѓе заменуваат многу од државата. Сега, ако останеме ние со некоја граница на луѓе кои се занимаваат со земјоделие 50 и над 55 години, што може да очекуваме ние од таа старосна структура? Општина Ново село е земјоделска, но и општина каде има најголем број на иселувања. Градоначалникот Никола Андонов смета дека сите локални политики што се креираат се праваат на претпоставки и предвидувања. Колку за илустрација, во ова општина каде селата се полупразни, согласно последниот попис има околу 11.300 граѓани. Толку граѓани има и во единствениот избирачки список, што е нелогично. Има во тогашниот попис има направено голема грешка или превид за општина Ново село, каде што имаме 11.456 гласачи, а имаме толку и жители. Што значи ние уште на првиот мој мандат јас покушав многу пати до Министерството за правда тоа да го исправиме, но они со одговор од нив беше ќе чекате нов попис. Порано не можеме ништо да направиме. Тоа е знак и доказ дека немаме точни податоци на ништо и на креирањето
на политиката и инвестирањето на потребни работи во општината, во населените места, мислам дека многу ги правиме овака со предвидување, а немаме точни податоци никој. Сите сметаат дека без официјални статистички показатели не може да се креираат квалитетни политики. Без официјални бројки на населението, неговата структура, земјоделските стопанства, големината на потенцијалното обработливо земјиште и неговата искористеност, но источниот фонд не може да се очекува напредок во македонскиот аграр. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис. А неделава што изминува, Сдруженијето на органски производители Органологистика го заврши проектот финансиран преку САИД програмата Reload и општина Струмица за создавање на матици, пчели матици по иновативни методи. Предлагам да ја чуеме изјавата на првиот човек на Органологистика, Ѓорги Хаджи Котаров, дадена на завршната конференција. Денес сме овде на презентирање на резултатите од проектот Кралицата мајка матица, која се спроведуваше во изминатите 8 месеци и тема на проектот беше за производство на матици по иновативни методи, и тоа и ентерова и никотова метода. Во неа беа вклучени генерално 33 учесници кои ги посетуваат теоретските и практичните предавања, а целосно беа вклучени од прилика околу 100 пчелари кои дел од нив го посетуваат теоретските предавања, дел имаа можност да се запознаат со практичните предавања, а еве денес на ова презентирање на резултатите смогавме сили и на тие што немаа можност да учествуваат во проектот континуирано, бидејќи некои се од нив запослени и немаа можност да учествуваат на самиот проект, имат денес можност да ги видат овие постигнати резултати, да повториме некои од предавањата и да ги предочиме на сите каде можат да ги добијат овие податоци во електронска форма и таму да ги проследуваат овие информации за нивни потреби. Оваа метода во проектот беше направена се со цел да се избегнат загубите кои се случуваат преку зимскиот период, и тоа намалување на пчелните семејства, независно од тоа поради која причина се тие дојдени, дали е тоа од болести, дали од измрзнување, дали од недобро третирани пчелни семејства. Самите пчелари се соочуваат со тоа да после таков период имаат потреба за побрза ревитализација на нивните пчеларници, а овие методи се токму тие кои овозможуваат да се направат побрзо матици кои ќе ги заменат постоечките матици во пчелните семејства, ќе створат услови за полесно да се направат нови нуклеуси и со тоа да се намали и загубата на пчелните семејства при самите пчелари. Значи, особено чест и задоволство мене лично ми представува денес да бидам овде на овој завршен настан, каде што имаме можностите заедно да ги погледнеме резултатите од имплементацијата на проектот, кој што во рамките на Reload програмата во соработка со UNDP, општина Струмица на локално ниво ја спроведува. Во рамките на истата, значи, беа обезбедени солидни финансиски средства, кои што претходната година, односно оваа година како реализација, беа доделени на
4 здруженија од општина Струмица, кои што со своји иновативни проекти успеа да ги обезбедат, значи, квалификациите да се здобијат со финансиска поддршка. Процесот на реализација траеше повеќе месеци. Реализацијата ја следеше комисија представници од UNDP и од општина Струмица. Верувајте дека организацијата и имплементатор на самиот проект се покажа доста посветена, покажа солидни резултати во однос на реализацијата на самиот проект и спроведувањето токму на тој иновативен концепт во рамките на проектот Кралицата Мајка Матица. За нас секако тоа е од особено значење, имајќи во предвид дека зачнуваме една посебна област во делот од производство на органска храна, односно развивање на пчеларството како дејност. Мене особено ме радува што ве гледам во вака поголем број собрани на еден ваков настан, каде што вие со вашето присуство секако давате особен придонес кон унапредувањето на оваа дејност, се со една единствена цел сите заеднички да придонесеме кон локалниот економски развој на нашата заедница, општината, и во тој контекст секако и државата, но меѓутоа и во иднина да се покажеме како добра практика за останаците општини, а секако и за државата. Навистина, импресиониран сум од она што можев претходно да го видам, како дел од комисијата која што ја евалуираше реализацијата на овој проект. Во тој контекст секако се радувам дека и вие како поширок аудиториум денес ќе ги видите сите резултати кои што јавно ќе бидат испрезентирани пред сите вас и секако во интерес на заедницата. Се надевам дека ваквите иновативни проекти од повеќе организации во иднина ќе бидат развивани, односно достапни до општината и секако другите извори на финансирање од домашни и од меѓународни организации, за да имаме и соодветна реализација. Се надевам уште повеќе дека овој момент ќе биде охрабрување и за вас како организација и како поедини лица кои што се занимаваат со оваа дејност, но уште повеќе и за другите организации кои што работат и во другите дејности, а се во интерес на развивањето на локалниот економски развој, дека и со помош и логистика од општина Струмица секогаш ќе бидеме први кои што досега бевме општина Струмица со еднакви можности за сите, општина Струмица кои што гради граѓанско, демократско општество, каде што сите ќе бидеме среќни и задоволни. Ви благодарам на денешното присуство. Во склоп на проектните активности на овој проект изработени се неколку видеа во кои што се представуваат иновативните методи за создавање и производство на пчели матици. Предлагам да го погледнеме првото од видеата, кои што може да им користат на оние пчелари кои што се заинтересирани за ваков вид на производство на пчели матици. Работа со јентеровиот апарат. Еден од условите за успех при одгледувањето на матици, а со самото тоа и при работата со јентеровиот апарат, е обавувањето на одредени работи во многу прецизни временски термини и во однос на денови и во однос на часови. Овој услов лесно ќе го испочитуваме ако сите обврски ги извршиме според календарот на конкретните активности при одгледувањето на матиците. Кога планираниот почеток на работата, односно денот А, го поврземе со нареден датум кој одговара, ќе добиеме календар, односно датум на сите наредни активности и спрема тоа ќе го планираме своето време. Напомена, не смееме да си дозволиме да одредени активности не ги извршиме во одредените термини, бидејќи ќе имаме неуспешно производство на матици. Кога планираниот почеток на работата, односно денот А, го врземе за одредена дата, ќе добиеме календар, односно дата на сите наредни активности во врска со одгледувањето на матиците
и според тој календар ќе го планираме своето време. Ден А, 18 часот. Го ставаме апаратот во селектираното родоначалничко семејство со цел да го надградат саќето во јентеровиот апарат и да ги исполираат келиите. Од плодиштето на родоначалничкото семејство вадиме една од последните рамки за да отвориме место за поставување на рамката со вградениот јентеров апарат. Предходно од апаратот го вадиме предниот капак, односно матичната решетка, за да можат пчелите полесно да ги завршат работите околу надградбата и полирањето на келиите на апаратот. Ден 0 во 17 часот. Затварање на матицата во апаратот. Ја затвараме матицата во апаратот. Од сандакот ја вадиме рамката со апаратот и на предната страна го ставаме пластичниот капак, односно матичната решетка од кој го вадиме пластичниот чеп. Потоа ја пронаоѓаме матицата, внимателно ја фаќаме за крилјата и ја ставаме низ отворот врз саќето во апаратот. Потоа отворот го затвараме со пластичниот чеп. Рамката со апаратот и затворената матица во него ги враќаме на истото место во сандакот, водејќи сметка помеѓу предниот пластичен капак и соседната рамка да има растојание од околу 12 мм, како би можеле пчелите непречено да влегуваат кај матицата. Може да се случи при ставањето на матицата во келиите на апаратот да има мед, особено кај првиот турнус на одгледување матици, кога во природата има изобилство од нектар и полен. Не треба да направиме грешка и пред да ја затвориме матицата во апаратот, да пробаме да ги исчистиме келиите од нектарот, со што непотребно ќе ги оштетиме надградените келии. Матицата треба да ја затвориме во апаратот во одреденото време, иако во него може да има нектар. Бидејќи матицата сега е блокирана на многу мал простор, пчелите забрзано ќе го исчистат медот од келиите на апаратот, за да може матицата непречено да полага јајца во него. Неколку часа после затварањето, матицата ќе се адаптира на новата средина и ќе почне да полага јајца во келиите на апаратот. Прекинот во полагањето на јајца после затварањето во апаратот е добредојден, бидејќи тој прекин ќе доведе до тоа матицата да положи поголеми и поквалитетни јајца, што представува уште еден предуслов за добивање на квалитетни матици. Ден 1 во 8 часот. Проверка на бројот на залежени келии. Од кошницата ја вадиме рамката со апаратот и низ предниот покловец проверуваме колкава е залеженоста со јајца и ако сите келии се залежени, го враќаме повторно назад во средина на кошницата. Матицата останува во апаратот и не ја ослободуваме, бидејќи може да се случи да ги исчистат јајцата од апаратот. Ова се случува поради тоа што иако апаратот е направен од специјална пластика, тоа за пчелите не е природна средина, а бидејќи има голем внес на нектар, пчелите може да ги отстрнат јајцата и да почнат да ги полнат келиите со нектар. За да го избегнеме тоа, матицата ја оставаме затворена во апаратот до 12 часот. За тоа време јајцата во апаратот старијат, а присуството на матицата во апаратот и нејзините феромони допринесуваат да се создаде природна атмосфера. Ако ја ослободиме матицата околу пладне, со наредните активности се ќе биде во ред. Овој начин на ослободување на матицата го применуваме при голем внес на нектар, додека при послаб внес на нектар матицата може да ја ослободиме веднаш после првата контрола во 8 часот наутро, откако ќе утврдиме дека сите келии на апаратот се залежени. Ден 1 во 12 часот. Ослободување на матицата. Околу 12 часот го вадиме апаратот од кошницата и од него го вадиме предниот поклопец. Апаратот го враќаме на неговото место, а матицата откако ќе ја ослободиме ќе го напушти апаратот и ќе се пресели на некој од соседните рамки.
И се разбира во нашата земјоделска емисија, неминовно, советите кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен соработник. Добар ден, почитувани. Еве, октомври, есенски месец, каде што голем број на култури, земјоделски култури веќе превршуваат, но кај гренинарите кои што имат производство на гренинарски култури во пластеници, производството, односно бербата на плодовите траат. Ова е месец каде што треба да се размислува за промена на режимот на исхрана, па затоа би ја искористил ова емисија со овој прилог да ви дадам совети во однос на правилна исхрана кој што треба да се изведе во месец октомври. Први основно што мора да се употреби сега, односно земјоделските производители во системот капка по капка, е да го употребат, односно да го пуштат во системот Унистар, течниот биостимулатор, односно тоа е микробиолошко ѓубриво кој што во својот состав содржи голем број на микроорганизми, бактерии, кои што вршат разложувањето на минералите, односно храната во самата почва. Знаеме дека досега голем број на производители, односно скоро сите, вршат редовно ѓубрење на растенијата преку систем капка по капка со минерални ѓубрива и при тоа дел од овие минерални ѓубрива, односно дел од храната, ја усвојуваат самите растенија, но за жал поголем дел од храната останува во почвата и често пати преминува во така наречена недостапна форма. Затоа потребно е да се употреби сега Унистарт во количина од 1 до 1,5 литар на декар, значи 1 литро од Унистарт треба да се употреби за 6 сара до 1 декар, односно 1000 метри квадратни. Ово го велам затоа што овие бактерии од типот на бацилус, од типот на нитробактериум и другите овозможуваат да се изврши разложувањето на целокупниот минерален дел во почвата и понатаму овие разложени минерали директно ги пренесуваат во корениот систем, односно на корените жили и растенијето дополнително ги усвојува и еден вид предизвикува спречување на блокада од страна на неправилната исхрана, односно натрупување на недостапни форми на самите растенија. Но не само што треба Унистар да се употреби, значи после употребата на Унистар, после од прилика 7 до 10 дена, препорачливо е во систем капка по капка, без разлика дали станува збор за краставици од типот на долги краставици, корнишони, пипери и така натаму, треба и препорачливо е да се употреби славол, тоа е природен стимулатор, кој што во својот состав има природен ауксин, добиени со одредена ферментација, односно работа на бактерии, и кој што го стимулира целото растение да расте и да се развива. Ова е особено важно во ситуација кога гледаме дека веќе полека доаѓа до спуштањето на утринските температури, гледаме дека па и во текот на денот доаѓа температурите често до 25-26 степени Целзиусови, нормално мерено подсенка, во фолите е поголемо, и како резултат на овие афтершокови, односно јавувањето на шок од температура и покасно други шокови како резултат на овие температурни разлики, растенијата се помалку се развиваат, па и плододават и бербата се намалува. Затоа потребно е да се употреби овој славол, кој што исто така како Унистарт оди во доза од 1 до 1,5 литар за 1 декар, односно 1 литар за 6 сара до 1 декар, односно за значи 1 декар, значи за 1000 метри квадратни. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко што сакав да за денешната емисија да ви информирам. Значи, немојте да заборете на почеток сега во првото ваше следно наводнување да го употребите Унистарт, со цел да се разложат, да речеме, недостапните форми на минерали, односно храна во почвата и да се дават на растенијата, а потоа да се оди со славол и на тој начин да се стимулира наредниот пат раст и развој на самото растение.
Поштовани гледачи, јас ви благодарам за вниманието со кое го следевте ова издание на емисијата Агроинфо. До следната недела останете во добро расположение. Пријатно!